Објективни, проверени и секогаш први во информирање. Радио Бум. Голема чест ни е што во студиото на Радио Бум го имаме и новиот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово, Бране Петрушевски. Господине Петрушевски, најпрви честитки за вашата позиција, претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и топло добре дојдеки ви во сакаме во студиото на Радио Бум. Благодарам за честитките. Јас не би именувал како позиција, туку како одговорност. Честа што ми укажано да бидам претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово. Ја користам можноста да ги поздравам и слушателите на вашето радио, кое што искрено го ценам. Посебно го ценам трудот што ова радио се труди да го задржи тој медиум како еден традиционален медиум на просторите на општина Куманово. Искрено ми е драго што сум тука и се чувствувам многу пријатно. Како е чувството да се застане на една сега опозицијска партија, но секако дека амбициите не се да се остане во опозиција, туку да се оди напред. Какво е чувството да се биде прв човек на Општински комитет на Куманово, со оглед на тоа дека сме најголема општина во Република Македонија? Така, Куманово како најголема општина, соодветно на тоа и еден од најголемите општински комитети на ВМРО ДПМН во Македонија. И да се биде претседател на таков комитет е на огромна чест, посебно ако се земеме предвид дека мојата политичка кариера уште од најмлади години започнува токму во ВМРО ДПМН и еден континуитет од 13-14 години, така да чувството е убаво, честа е огромна. Меѓутоа, одговорноста е уште најголема. Посебно што напоменавте дека ВМРО ДПМН моментално е во опозиција и да се застане на чело на опозицијски комитет бара многу мудрост, бара многу храброст, но бара многу знаење, искрено спрема членовите и една визија која што не само Куманово, туку и Македонија ќе стаи на вистинскиот пат, ќе ги промени овие негативни текови кои што ги имаме и во Куманово и во Република Македонија и ќе влее надеж кај нашите граѓани дека Македонија може, Куманово може да оди напред. Слушнавме многу позитивни коментари за Бране Петрушевски, но еве на слушателите на Бум Радио и да ви дадеме можност и да се представите, да ни кажете нешто повеќе за вас. Бране Петрушевски е 35 годишен кумановец. По професија сум дипломиран инженер по информатички технологии, една сега може да се каже така и попопуларна или барана професија. Вработен во Царинската управа како програмер. Професионалната кариера ми е горе-доле поврзана со информатиката и програмирањето, дел во приватниот сектор, дел во администрацијата, како што веќе споменав. Што се однесува до политичката кариера, значи моите почетоци датираат можеби многу порано како активист на ВМРО ДПМН, меѓутоа како одреден носител на некои функции своевремено во младинската УМС од 2004 година, како тогашен подпредседател на младината, потоа председател во 2 мандати на младината, бев советник во општина Куманово, во континуитет сум во раководството на ВМРО ДПМН во Куманово, сега председател, инаку паралелно и член на Централната комисија за информатичко општество и аудиовизуални комуникации. Што беше мотивот да се вклучите во политиката, бидејќи еве имате една навистина убава професија со која што може да заработувате убаво, а сепак нели сте и во политиката, а сега и претседател на Општински комитет, што е навистина една голема одговорност. Искрен да бидам, колку и да звучи како памфлет, меѓутоа парите или личното богатење никогаш не ми биле мотив во животот, ниту за политиката, ниту за било што друго што сум го правил во мојот живот. Мотивот датира можеби уште од младежките години, како дете на жртви на транзиција, значи моите родители во времето на транзицијата, на црната транзиција во Македонија, останаа без работа, благодарение на тогашните политики, на тогашното СДСМ и на едно дете, на еден млад човек тоа во животот остава длабоки траги. Подоцна се градиш како личност и добиваш желба тие политики да ги смениш, затоа што тоа што си го доживеал, тие го доживеале и многу луѓе, многу твои луѓе од таа генерација, како млади кои што ни биле ускратени многу благодети кои што животот ги нудел. Меѓутоа, најголемиот мотив е тоа да не го доживеат и идните генерации. Да едноставно да ставиме крај на тие транзицијски политичари кои што каква и власт да дое во Република Македонија успеваат некако да воскреснат и успеваат тие транзицијски политичари пак
да бидат луѓе кои што се носители на одредени одлуки во општеството. Едноставно мотивот беше да Република Македонија стане пристојно место за живење, да во политиката влегуваат луѓе со кредибилитет, со искрени чувства према граѓаните и луѓето кои што своето знаење, своето искуство, својот труд го вложат во подобрување, без да звучи како памфлет, ама навистина во подобрување на живот. Посебно што јас не сум гадалец, туку сум паталец. ВМРО-ДПМН како политичка партија во својата историја имала грешки, меѓутоа, ако се изанализира времето кога ВМРО-ДПМН е било на власт, сметам дека е најсоодветна партија која што како прво дава шанса на луѓе без разлика на нивниот бекграунд. Значи, најголемото богатство на ВМРО е УМС, од каде што излегле прекрасни кадри и ден денес на високи позиции и се докажале како луѓе кои што се способни да менаџираат и да водат сериозни институции и сериозни проекти во државата. Предноста е што таму се докажува со своето знаење, со својот труд, работа, а не со семејниот бекграунд, што е реткост во политичките партии во Република Македонија, а класичен пример можам да кажам дека сум јас. ВМРО-ДПМН е докажало дека знае да ги препознае потребите на граѓаните во Република Македонија и знаела соодветно да одговори на тоа со соодветни, реални и остварливи проекти, а не само со политички ветувања и памфлети, како што впрочем во минатото тоа го правило СДСМ и една култна нивно ветување што времето на Црвенко си вработен по еден вработен во секое семејство или сегашното 500 евра плата за секој. Кога веќе ги споменавме и СДСМ, да ве прашаме како ја оценувате и актуелната политичка ситуација и во Македонија и на локално ниво во Куманово, со оглед на тоа нели дека СДСМ е сега и централна и локална власт. Како што впрочем напоменавте, ВМРО СДСМ ја има и централната и локалната власт и со тоа СДСМ ја има севкупната одговорност за состојбите како во Република Македонија, така и во општината. Македонија е во една политичка криза која што според мене се уште трае и последиците се уште се чувствуваат, колку и да сакаме таа криза да се надмине. Меѓутоа корените на таа криза се одамна, грешките се кај двете политички партии, без да сега потенцирам кој повише, кој помалку, и без разлика што доаѓам од ВМРО-ДПМН, меѓутоа ние сме реални, ова руководство на ВМРО-ДПМН, ова ново руководство, како на централно ниво, со председател Мицкоски, така и на локално ниво, ги согледува реално работите, прави квалитетни анализи и учи од грешките, се менува и нормално ги продолжува оние позитивни активности кои што биле во минато. Меѓутоа, она што е проблем е што СДСМ на еден можеби не толку искрен и можеби не толку морален начин, со една кампања која што пред се гледаме ден денес дека беше неискрена, со едни ветувања кои што беа нереални, успеа да ги подигне очекувањата кај граѓаните на едно високо ниво и сега од позиција на власт има огромни потешкоти тоа што го ветиле да го реализираат. Затоа што не биле искрени тие ветувања и не се базирале на реални и квалитетни анализи. Економијата, која што е најголем проблем на Република Македонија, невработеноста, и тоа во континуитет голем проблем во Република Македонија, сега е на најниско ниво од почеток на осамостување на Република Македонија. Значи, една сфера каде што СДСМ не само што нема никаков напредок, што е нотирано и во извештајот на Европската комисија, туку имаме огромни назадувања. Оние напори што СДСМ ги прави на меѓународен план, сметајќи дека на еден таков начин ќе успее да нивната политика вроди плод, гледат дека најдуваат еден зид. Значи, тоа се крупни и сериозни проблеми кои што не може човек или било која политичка елита да ги надмине преку ноќ. Затоа што се задираат чувства на граѓани, затоа што се задира во меѓуетничкиот соживот во Република Македонија и тоа се тешки чувствителни теми за да мислиш дека со нивно едноставно решавање и откажување од одредени стекнати права и на македонците и на граѓаните во Република Македонија ќе успееш да го подобриш живот. Сметам дека е многу грешна политика. Владењето на правото,
значи во Република Македонија, исто нотирано во извештајот на Европската комисија, никаков напредок, дури уназадување. И која е сфера да седне човек да анализира, ќе види дека за година дена владење на СДСМ напредок скоро и да нема. ВМРО-ДПМН сака да подаде рака и подава рака, сака да учествува во процесите, сака да помогне и на Република Македонија и на СДСМ. Впрочем, сме на преговарачка маса, разговараме за одредени закони, меѓутоа фидбекот што доаѓа од другата страна е исто така неискрен и многу мал. Што се однесува до локалната власт, Куманово, знаеме дека во целиот овој период е менаџиран од СДСМ и ВМРО-ДПМН немало шанса да покаже на граѓаните на општина Куманово како треба да се менаџира успешно една општина и како проблеми кои што се несвојствени за 21 век се решаваат на еден реален и искрен начин. Актуелниот градоначалник, морам да признам, умешно ја искористи таа состојба во Куманово и на база на критика на својата партија и на својот претходен градоначалник успеа да изменаџира еден имидж дека, не знам, ќе биде некакво промена во Куманово, некаков носител на промените во Куманово на подобро, меѓутоа и од досегашниот негов мандат може да се заклучи дека се е исто. Ние уште во општина Куманово ги имаме истите директори на јавните предпријатија кои што во предизборната кампања ги критикуваше актуелниот градоначалник. Ние во општина Куманово, во локалната администрација, ги имаме истите луѓе на менаџерски позиции кои што во изборната кампања овој градоначалник ги критикуваше. Ако се осврнеме на неговите ветувања кои што ги даваше во програмата и на кои што впрочем ја доби довербата од кумановци и стана градоначалник, ние немаме помрднување во скоро ниту една област. Значи, водоснабдувањето во Куманово, кое што во летните месеци знаеме каков проблем е на кумановчани, како проект ветуваше нов цевковод од Липково до Куманово, се промовираше тој проект во изборната кампања, меѓутоа денеска гледаме дека скоро ќе наполни година дена за некој месец, ние немаме ништо тргнато од мртва точка на тој план. Значи ќе дојде пак лето, ќе дојдат пак проблеми и ние пак ќе се занимаваме со проблем на водоснабдување во општина во 21 век во држава која што треба и сакаме да стане членка на Европска унија. Ветуваше многу во изборната кампања од областа на животната средина и чистиот воздух. Се направи некакви напори кои што уште во тој период лично ми беа, да кажам, сомнителни дека може да дадат некаков ефект затоа што е преедноставно за да со некакво прскање на улици решиш проблем за загадување. Впрочем, како и никој досега во Европа тоа не го видел, па не го решил на тој начин. Значи, за е многу верба во тоа, меѓутоа кога ги согледаме резултатите, веднаш после тие интервенции загадувањето беше на огромно ниво во Куманово. Имаме среќа што иде летен период, па загадувањето горе-доле во тој период е пониско, меѓутоа ќе дојде зимниот период и ние пак ќе имаме истиот проблем со огромната и енормната загаденост во Куманово. На еден од неговите настапи на актуелниот градоначалник, дури со доза на хумор, ја сватив неговата изјава дека проблемот бил во мерната станица. Затоа што мерната станица била лоцирана во дворот на болницата, а болницата се греела на мазут, продуцирала за PM честички и затоа биле толку високи количините на концентрација на PM честички во воздух. И тој ќе ја дислоцирал и проблемот ќе се решил. Значи, најбово да ја дислоцираме на некоја ливада, полјана или не знам, на Живкова карпа и тоаш цело време ќе ни биде загаденоста нула и нема да имаме проблем. Меѓутоа, пак во Куманово, во фрехвидните улици, ќе остане огромна концентрација на PM честички. СДСМ е во континуитет неколку мандати на локално ниво власт во Куманово. Болницата во Куманово 12-13 години ја менаџираат кадри на ДУИ. Значи, како не им текнало покрај оваа фантастична идеја што сега спомнав дека ќе ја дислоцираат мената станица, не знам како не им текнало да Кумановската болница ја стават, еве на пример, да се загрева на газ или на некој друг енергенс кој што во тој момент би бил поеколошки. Зошто не размислуваат во правец да ги менуваат и подобруваат работите, а размислуваат во правец да ги зацкриваат работите? Има уште многу проекти ветрови. Еве сега само ќе ве прекинам, имаат и тие планови да ја гасифицираат и болницата, да се грее на газ, па ќе видиме какви резултати ќе даде загадувањето кога целиот тој процес ќе се заврши. Повелете, продолжете. Токму тоа, значи јас
го поддржувам тој предлог. Ја сакам тоа да се реализира. Меѓутоа прашањето ми е сам на себе, а и на кумановчани, зошто до сега овие 12 години не се мрднало од мртва точка да се реализира тој проект. Да болницата се заграва на некаков друг енергенс, да се гасифицира или било што кое што ќе ги мрдне работи. Имале многу ветувања до сега градоначалници на СДСМ и во минато и претходниот. Меѓутоа останале на хартија. Јас сакам и со ова овдека спомнување на тој проект да дадам еден импулс да немој и овој проект да биде промовиран, зборуван и да остане само на хартија. Туку на вистина да се изреализира. Знаеме дека СДСМ ја има апсолутната власт и еве и можност и на централно ниво и на локално ниво имаат нивни кадри да го реализираат тој проект. Второчен тој проект ќе биде бенефит за сите, и за мене, и за членови на ВМРО-ДПМНЕ, и за сите граѓани во Куманово. Добро, тука се отвара една дискусија, нели, сега кога ќе се навратиме малку наназад, нели, ВМРО-ДПМНЕ беше министерот од ВМРО-ДПМНЕ, кадар на ДУИ беше директор на болницата, сепак, нели, тоа можеше да се стори и во тој период, но не се стори. Нели, тука се отвара, како што кажавме, една поголема дискусија. Сепак за тоа ќе дискутираме и имаме време пред нас, ќе седнеме повторно ќе ги изнесеме сите кадри. Ќе ни кажете, односно ќе ве прашаме, кои се вашите планови како председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за Куманово? Ќе има ли кадровски промени во Општинскиот комитет? Зашто ќе се залагате најмногу и што ќе биде вашата цел? Како ново руководство на ВМРО-ДПМНЕ и преземаме сериозни чекори кон реформирање и реорганизирање на партијата. Од централно ниво па надолу до сите нивоа и организацијски структури на партијата. Нормално е дека како нов председател ќе извршам одредени поголеми или помали кадровски промени во Општинскиот комитет. ВМРО-ДПМНЕ во Куманово е огромна партија и поседува огромен кадровски потенцијал и лично сметам дека одредени луѓе кои што досега биле препознатливи како носители на политиката на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово се веќе заморени и го дале својот моментален максимум и е време да малку ги од спортски кажано одмориме и да ја освежиме партијата со одредени нови кадри, некои млади кадри, кои што сметам дека можат да бидат носители на политиките на ВМРО-ДПМНЕ, кои што ние во идниот период планираме да ги изреализираме. За кратко време, согласно тие статутарните одредби, ќе биде промовиран и новиот општински комитет, односно новиот тим на мене како председател, со кој што првично ќе се представиме пред кумановската јавност. Што се однесува до действувањето на ВМРО-ДПМНЕ, ние во Куманово, гледано на локално ниво, сме опозиција и ќе се трудам да бидеме конструктивно во опозиција во реална смисла на зборот. Значи, во принцип не сум човек кој што користи термини ради тоа што звучат убаво и ради тоа што политички коректно така треба да се каже, него реално и на дела тоа ќе го покажем. Значи, ние ќе го пофалиме локалната власт, градоначалникот за секој проект кој што сметаме дека од интерес на граѓаните и тоа ќе го видите многу набргу и можам да кажам дека од сите овие критики што досега ги кажав, а имам и многу што да критикувам, не ги правам во правец да се презентираме само како опозиција и само тоа да звучи како гола критика, туку како поттик до локалната власт да посериозно и како што треба ги решава работите во интерес на граѓаните на општина Куманово. Она што почна да го прави градоначалникот со сообраќајниот хаос, го поздравуваме како проект, го поддржуваме како проект и сакаме Куманово да заличи на еден модерен европски град. Оптимисти сте дека ќе биде, ќе се реши тој сообраќајен хаос? Ќе биде напорно, ќе биде тешко. Меѓутоа, ако се има волја, ако се има поддршка стига и од опозицијата, значи јавно кажувам дека поддршка има и од опозицијата, мислам дека ќе се надмине. Има многу проблеми во тој дел и во менталитетот на граѓаните и во навиките кои што ние сме си ги стекнале како кумановци, меѓутоа доколку
институционално се заеднички се делува доколку се има јавна поддршка и доколку ова не остане само на еднократно презентирање на проектот, сметам дека ќе има успех. Ќе продолжиме да действуваме како конструктивна опозиција, ќе даваме реални и изводливи проекти, со надеж дека ќе бидат прифатени од општина, од локалната власт и ќе бидат реализирани и се во интерес на граѓаните на општина Куманово. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Бум Радио. Ќе ви посакаме многу среќа, многу успех во сите ваши планови. Како и што сами откажавте дека од грешките се учи и да продолжите по еден пат каде што ќе се работи и ќе се мисли пред се на граѓаните и на Република Македонија. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за убавите зборови. Мислам дека бевме интересни за слушателите и се надевам дека ќе добиам покана повторно и која што со задоволство ќе ја прифатам да учествувам во вашите емисии. Се разбира. Уште еднаш ви благодарам на гостувањето. Бум, бум, бум. Револуција во етерот. 104,2 е вашата фреквенција.